Почна сезоната за подготовка на домашна јувка, еден од најомилените македонски специјалитети, кој со генерации се негува како дел од нашето културно наследство. Покрај традицијата, ова е можност за дружење и пренесување на знаење од генерација на генерација. Постарите домаќинки ја кажаа тајната на рецептот. Па сезона е баш жешко да се сушат. Да. Повише јајца ќе биде најубави јувките. Друго што се става? Па сол, бесине, сол, брашно, млеко пресно. Така. Меси се и сука и се стави на слонце и сушат се и собери у чаршап, па малко да стоит на суво и после можеш си ги ставиш или на суво место нешто да си стоит. А корките исто ли се сукат како за банец? Па да, па по-тънки са по-убави, по-дебели, после като ги правиш, по-са кашести. Па става се јајца, сол, млеко и се замесе и се сука. И еден по стила? Па ние почнаме сами напред по 3-4 жени, сукаме сък, почнава да не се дружат жените, сами си сукаме. 1 кило млеко, 1 табла јајца, 30 јајца и тоа е злато. И по потреба брашното се стави, замеси се. Не се става кваси злато. Кваси не се става, замеси се и се разделе на кори и кој знае да го направи, значи стварно знае да го направи, знае да го замеси тестото и се го покрие одгоре од целофанче да не се суша од сега жешко и сукај. Кој сукарие, кој сука деца. Ако нема кој да што ќе се сукарика, она ќе се постила злато. Повозрастните се децидни дека помладите не се заинтересирани за овој стар традиционален рецепт, без кој зимата е незамислива. Младите знаат? Добро сине, ако знаат, ако не знаат ќе прашат. Не, вечито не. Младите знаат ли да сукат? Моите снаи сукат и двете. Едната ми е од Македонски Брод, едната ми е од Скопје, од Ракотинци. Они си сами знае. Нојната мајка ги научила, не да се фалам ја дека. Значи, добра, а вие помладите знаат? Па некои не знаат и постари некои не знаат. Поарно е тука, купат се и си земат од тука. Во време на брза храна и модерен начин на живот, овие моменти се потсетник за убавината на семејната трпеза и вредноста на домашната традиција.